Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате осмиот дел од книгата Одговори на 4 прашања поставени од господин Сирач Уддин, христијанинот. Оваа книга е напишана од Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам, печатена во Дија ул Ислам, печатницата во Кадијана, под надзор на Хаким Фадала Дин Сахиб на 22 јуни 1897 година. नशीं तुझको है एक पुर मंजिल की तलाश मुझको एक आतिश फिशा पुरवलवला दिल की तलाश. Нивото до кое паднале христијаните како плен на своите верски склоности е за жалење. Зарем тие не знаат дека честниот пратеник салаллаху алейхи веселем со себе имал само 313 асхаби, кога биле присилени да ја водат битката кај Бедр, првата битка на исламот? Какво мнозинство било тоа? И дека повеќето од нив биле премлади или потполно неискусни во војувањето. Дали некој можел да се ослони на толку мал број луѓе, да се соочи и да ја совлада целата моќ на арапските војни и 1000 други, вклучувајќи ги евреите и христијаните? Очигледно е дека муслиманите излегле во самоодбрана, а не со намера за уништување на своите непријатели и постигнување на победа. За да го победи и да го уништи непријателот, било неопходно да има 40.000 мажи. Сосема е очигледно дека овие битки биле неизбежни и дека се водени под Божја наредба, а не на темелот на материјална сила. Вториот приговор кој треба да биде решен е ако спасот зависи од верата во тевхидот и од добрите дела направени од љубовта и стравот од Бог, зошто евреите биле повикани да влезат во исламот? Зарем меѓу евреите немало никој кој живеел по нормите на тевхидот и безусловно му се покорил на Бог? Во одговорот на ова, јас веќе покажав дека до времето на доаѓањето на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, повеќето евреи и христијани се оддалечиле од правиот пат, како што и честниот Куран посведочил, и повеќето од нив беа расипани. Бидејќи повеќето од нив беа престапници, кои во секој поглед престанале да ја практикуваат побожноста и придржувањето до нормите на тевхидот, Бог во својата милост и во единство, со својата вечна пракса, сакал да биде испратен пратеник за нивната реформа. Оние меѓу нив, кои биле побожни и вистински верници во тевхидот, престанале тоа да бидат во моментот кога му се спротиставиле на Божиот пратеник. Дури и малечок грев е доволен да го расипе човековото срце, како е можно личноста да не го послуша пратеникот и да негува непријателство против него, а сепак да остане побожна. अब तो है खुद शम्मा को. Прашање 3. Кои ајети од честниот Куран посебно зборуваат за човековата љубов кон Бог или Божјата љубов кон човекот, употребувајќи го самиот збор љубов? Одговор. Нека биде јасно дека вистинската цел на учењето на честниот Куран е дека токму како што Бог е еден и без партнер, ние така треба да го сакаме и да не му припишуваме никакви другари. Ова е значењето на калимеј шехадет. Нема друг Бог освен Аллах, кој сите муслимани го исповедаат. Иллаху е изведено од Валлаху, што значи таков сакан кој се обожува. Ниту Тевратот, ниту Инџилот не го поучувале овој келимеј шехадет, освен Куранот. Според тоа, келимеј шехадет е својствен дел од Исламот, како круна на Исламот. Тој јасно е огласен од минарето 5 пати дневно,
понекогаш како непријатна пречка на христијаните и хиндусите. Очигледно е дека тие сметаат од исполнувањето на Бог со љубов е грев. Единствената одлика на исламот е секој ден во зората муезинот гласно прогласува Ашхаду ла илахе иллаллах, тоест јас сведочам дека немам никој драг и почитуван освен Аллах. Истиот повик од џемијата се повторува во рано потпладне, во аср, средно потпладне, во магриб, за оѓање на сонцето, и овој одзвонувачки повик исто така го исполнува небото во иша, навечер. Го среќаваме ли ово во било која друга религија? Понатаму, самиот збор ислам значи љубов, со предавањето себе си на Бог и со подготвеноста со своја искреност да го дадеме својот живот на неговиот пат, како што е означено со зборот ислам, е состојба која потекнува од фонтаната на љубовта. Зборот ислам исто така покажува дека честниот Куран не ја ограничил љубовта само на вербално исповедување, туку не поучил да сакаме и практично да се жртвуваме. Постои ли во светот некоја друга религија на која основачот и дал име ислам? Ислам е навистина прекрасен збор кој пренесува вистинољубивост, искреност и љубов. Благословената вера е наречена ислам. Бог за својата љубов зборува во овие термини. Оние кои веруваат имаат посилна љубов кон Бог, го сметаат за најдраг. Спомнувајте го Аллах како што ги спомнувате своите предци, дури и со поголем спомен, со поголема љубов. Кажи, моето обожување и моето жртвување, мојот живот и мојата смрт се за Аллах, Господар на сите светови. Ова значи дека оној кој сака да го следи честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, треба да понуди иста жртва. गुलशने आलम की रौनक है फकत इंसान से. На друго место он вели, ако својот живот, своите пријатели, својот имот го сметате за подраги од Бог и неговиот веровесник салаллаху алейхи веселем, тогаш одете по другите патишта, се додека Бог не одлучи. Он исто така вели, верници се оние кои ги хранат сиромавите, сирачињата и затворениците заради неговата љубов. Ние ве храниме само поради Аллаховото задоволство. Ние од вас не бараме никаков надомест, ниту благодарност. Накратко, честниот Куран е полн со ајети кои ни даваат наредба да ја покажеме својата љубов кон Бог и во зборови и во дела и да го сакаме повеќе од било што. Што се однесува до вториот дел од прашањето, кој зборува за Божјата љубов кон човештвото, нека биде јасно дека честниот Куран содржи многу ајети во кои Бог вели дека Он ги сака оние кои се покајуваат, кои прават добри дела и кои покажуваат трпение. Но никаде честниот Куран не вели дека Бог ги сака оние кои не веруваат, кои прават грев и неправда. Всушност, на ова место Куранот го употребува зборот ихсан. Например, тој вели: а ние тебе не те пративме освен како милост на сите светови. Бидејќи овој збор ги вклучува неверниците, грешниците и злотворите, Бог ја отворил вратата на својата милост и за нив. И тие исто така можат да се спасат ако ги следат упатствата содржани во честниот Куран. Јас исто така прогласувам дека според честниот Куран, Божјата љубов кон човештвото не е таква за од него да бара да го распне својот син и да предизвика да биде проколнат за да ги искупи гревовите на злотворите. Проклетството на Божиот син е чувај Боже, исто како и проклетството на самиот Бог, бидејќи според христијаните, таткото и синот не се одвоени. Божеството и проклетството не можат да одат заедно. Исто така размислете за ова, каков вид на љубов е тоа, Бог во ова зло да го убие добриот, за да покаже љубов кон злотворот. Сигурно ова е одлика која една исправна личност не може да ја следи. Третиот дел од ова прашање е,
Каде во честниот Куран е напишано дека човекот треба да ги сака другите луѓе? Одговорот е дека, наместо да си употребува зборот љубов, честниот Куран употребува други два значајни термини, тоест милост и сожалување. Поради тоа, во стварноста, зборот љубов се употребува посебно за Бог, бидејќи врвот на љубовта бара обожување, а врвот на милоста бара симпатија. Каде и да биде употребен зборот љубов во врска со човековите односи, тој не подразбира вистинска љубов. Според исламското учење, вистинската љубов е само за Бога. Секоја друга љубов е нестварна и само е наречена љубов во фигуративна смисла. Но во случајот со луѓето, честниот Куран го употребува зборот милост и пристојност наместо љубов. की तलाश मुझको एक आतिश फिशा पुरवल वाला. Другите народи не ја разбирале оваа разлика и на други им го дале Божјото право. Јас не верувам дека Исус некогаш можел да подучува на идолопоклонство. Попрво би верувал дека таквите одвратни учења се додадени во Инџилот во подоснежниот период и Исус неправедно бил обвинет за нив. Накратко, честниот Куран во однос на луѓето го употребува зборот сомилост, како што Бог вели. Верници се оние кои еден на друг советуваат вистина и милост. На друго место он вели: Аллах ви наредува да покажувате праветност кон сите луѓе и ако сакате да одите подалеку, тогаш бидете љубезни и уште подобро, покажете таква сомилост кон своите колеги, како кон блиските своји. Размислете само, дали може да постои подобро учење од она, кое не се ограничува на правењето на добри дела до степен на доброчинство, туку оди понатаму изборува за таков степен, кој настанува од природната желба и учи да бидете љубезни кон другите, како што се љубезни кон блиските своји. Често оној кој прави доброчинство очекува нешто за возврат и понекогаш покажува нетрпение кон оние кои ќе пропуштат тоа да го признаат. Понекогаш совладан од емоциите, може би дури и ќе ги потсети другите за она што тој направил за нив. Но правење добро преку природна склоност, која честниот Куран ја спроведува со правењето добро на своите блиски, навистина е највисок и последен степен на доблеста, над која не постои повисок степен. Таа милост како љубезноста на мајката кон детето е природна. Очигледно таа не очекува никаква благодарност за љубовта која ја дава. Овие се трите степени кои честниот Куран ги изложил за исполнување на обврските кон луѓето. Но кога ќе го погледнеме Тевратот и Инџилот, мораме да признаеме дека не наоѓаме толку префинети учења во поглед на нашите обврски кон другите луѓе. Како можеме да очекуваме од нив да не учат на третиот степен на сомилост, кога потполно не ги опфатиле ниту првите два? पर उड़ रहा हूँ उसको है बिल की तलाश मैं फलक पर उड़ रहा हूँ उसको है बिल की तलाश हम नशी तुझको है एक पुरअमन मंजिल की तलाश मुझको एक आतिश फिशा पुरवल वाला दिल की तलाश मुझको एक आतिश फिशा पुरवल वाला
दिल की तलाश. Денес го завршивме 8-миот дел од книгата Одговори на 4 прашања поставени од господин Сирач Уддин, христијанинот. Еселаму алейкум.